Македонската академија на науките и уметностите како највисока научна институција во Македонија има долг и обврска да го штити македонскиот јазик, култура и идентитет, да бидат безбедни и неоспорувани. Ману ја чува и негува традицијата воспоставена од нашите претходници, црпејќи ги искуствата од минатото и користејќи го стекнатото знаење за обезбедување на иднината на научната мисла. Според председателот на Ману Живко Попов, научно-истражувачката дејност и уметничкото и литературното творештво се неразделни во развојот на човекот. На одбележувањето на денот на академијата беше испратена порака дека научниците и надлежните институции во власта мора да соработуваат во спроведување на корените реформи и во научно-истражувачката дејност и во високото образование. Одржлив развој на македонското општество ќе има кога ќе се вложува во квалитет. Попов ја нагласи и посветеноста на владата да се вклучи во изработка на заеднички сеопфатен проект во сите круцијални области на општественото живење. Низ долгата историја, развојот на човечката цивилизација е во недвосмислена корелација со развојот на филозофската мисла, а денес е во очигледна врска со степенот на развој на научно-истражувачката дејност и нивото на научната мисла. Затоа степенот на организираност и интензитет на научно-истражувачката дејност е јасен индикатор за цивилизацијското рамниште на општествата денес. Попов ги презентираше и извештаите од центрите за стратегиски истражувања, кои се занимаваат со области како животна средина, економски раст, енергетика, компјутерски науки и информатички технологии, културно наследство, генетско инженерство и биотехнологија. Со цел да ја зачува традицијата, но и да го обезбеди континуитетот на македонскиот јазик, Ману и во текот на оваа година одржуваше и организираше настани поврзани со одбележувањето на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Академијата ќе работи на проект од национален интерес за унапредување и заштита на македонскиот јазик. Борбата за зачувување на македонскиот јазик не може да кажеме дека е завршена. Таа мора да трае и да продолжи пред меѓународните институции за човекови права, бидејќи неговата официјална употреба од страна на деловите на македонскиот народ во соседните земји е оневозможена со превземените обврски со подпишаните меѓународни договори. Законот за македонскиот јазик е донесен со задоцнување и затоа државните институции треба да вложат многу поголеми усилби за негова соодветна имплементација. Македонската академија на науките и уметностите не само што ги чува темелите на македонскиот идентитет, туку и активно ги гради контурите на иднината. Во време на глобални предизвици и брзи општествени промени, Ману се позиционира како клучен сојузник во обликувањето на националните приоритети, претворајќи го знаењето во стратегија, а традицијата во визија.